со договорно подречје, за да можат граѓаните на Битола да ме разберат се што ќе овде зборувам, затоа што ми го даде мандатот да бидам на оваа говорница и да работам во нивни интереси. Почитувани колеги, зошто 12 години се обидувате да ни ставите перде или како да речеме различен диоптер на граѓаните на општина Битола? За кои инвестиции зборуваат? За кои остварување зборуваат? Една колешка спомена тука дека било глупо. Не, дека е реално, не е глупо. Реално колешки дека биде. Ова е вашата изборна програма, со кој што го добивте мандатот на граѓаните на општина Битола. Што од ова имате реализирано? Зборуваме за буџетот на општина Битола за ребалансот и да зборуваме за ребалансот. Ево ќе зборувам. Колегата само спомена 250 милиони евра потрошивте за 12 години. Навидели на ништо. Навидели на ништо. Имаме ребаланс на буџетот каде што има намалени приходи со оглед на тоа намалени расходи. И вие разговарате и говорите за некаков развој, за некакви остварувања, за некакви објекти капитални што ги имате изградено. Па немојте ке ве волат. Колешката, јас се извинувам доколку вие го имате пишувано секоја чест, меѓутоа доколку некој ви го напишал, вас или на колегата, ви направил лоша услуга. Лоша услуга да кажувате тоа што не треба да кажувате. Граѓаните гледаат луѓе. Што мислите вие дали не се гледа да видели на се што имате направено? 250 милиони евра. Вие зборувате за улички во некои рурални средини или улички направени во општина Битола. А тие се тековни работи кои што треба да ги работи општина Битола. За тоа сме бирани ние, за тоа постои општината, за тоа постои администрацијата, за тоа постои градоначалникот. Каде се капиталните објекти? Почитувани колеги, ајде да ве прашам, кажете, излезете, кажете, кај ви е жичарница? Кај ви се подземните на земните гаражи? Кај ви е стадионот што се правите тука ако немавате средства да се уведе баланс? И ретно ги работи. Уште да ги набројувам. Владимир Назов, спомна колега, се намалат средства. Зошто? Немате пари. Нема пари. Видете, реално кажете го на граѓаните на Битола дека извинете, почитувани граѓани, ние ги потрошивме вашите пари, ама не направивме ништо. Ги потрошивме, не правите ништо. Лицата Владимир Назов, повторно ги спомна. Имаше таму луѓе кои што требаше, тие се факти, зборувам со факти, кои што требаше да им платите експроприација на имотите, за да може да се доизгради таа улица таму. Вие, бидејќи немавте пари, им стигна решенијата дека постапката се запина. Овие се дискусни факти, тоа да го кажете. Не да кажете дека направите нека уличка таму, не знам како се викала таму, војажишното пуза не крестува. Утре ќе видите да се некој друг јазик ќе зборува. Дайте, престанете со тие работи. Сега ќе одиме да дискутираме малку за буџетот. При гласењето на буџетот на 30.12.2015 оваа говорница колегата Касапов спомена. Рековме дека овој буџет е неостварен, нереален, гломазен, не ги задоволува потребите на граѓаните. Тоа во пракса се остварува. При двете седници на кои што разговараме за извршување на буџетот, повторно го спомнат исто. И еде го денес, за да дојде ребалансот на буџетот, кој што пред 2 или 3 седмици, најавивме дека се очекува ребаланс на буџетот. Јас ќе ве среќен, повторно зборувам. Јас ќе ве среќен доколку денес тие имавме зголемени приходи. Доколку наместо намалување од тие 115 милиони денари, имавме зголемување на не знам колку, 300, 400, 500 милиони денари. Со тоа ќе ни беше јасно дека економијата не оди напред и развојот во општината и во државата. Значи се што се она случува на централно ниво, се рефлектира на локално ниво. Еве ги резултатите. Видни се. Нема приходи. Зошто се намалени и даночните и неданочните приходи? Не сакам да навлекувам во ставки. Зошто се намалени? Нема, почитувани колеги. Странските инвеститори ги затворија. Фабриките заминаја. Каде се грчките инвеститори што беа во текстилната индустрија? Домашните инвеститори ги затвораат дуќаните и напуштаат државата. Тоа не го гледате, тоа не сакате да кажете. И загубате овде и повторно лажите. Ќе направиме ова, ќе биде ова, не би два пати. Вашето е завршено. Вашите лаги треба да имаат крај. Доста е. Речете самите, извинете, не можеме да работиме ова работа, дайте си во опозиција. Што ќе ви пометам, ние ќе разговараме. Меѓутоа, ајде, почитувам колега, ќе морам да ви одговорам.
Спомнавте дека ќе имате отделено средства, пари, да се изчистат каналите во Егри и Пешево и тие таму села. Пред точно 2 години од оваа говорница барат пари за таа работа. Зошто тоа сега не се работи? Чекавте 4 месеци, ево како изгледа, погледнете. Пред 2 години како изгледа тие села. Сакате уште фотографии да ви давам. Сам дека е доволно. Спомнете, за ова зошто го спомнувам. Ние, почитуван колега, од овој состав, донесовме заклучок со кој што плативме пари. Општина Битола плати пари за чистење на реката Црна. Дали ќе го направите истото во Егри и во Пешево, како што направите чистењето на реката Црна? Дали знаете дека еден потек тамо за кој што седе тој тамо човекот што работеше тендерот што го имаше доведено, ги седе парите не ја реализира работа. Сакате за тоа фотографии да ви кажам како изгледа Црна тамо на потекот од Радомир до манастирот Кеноваци? Споменат минатиот пат. Сакате да ви кажам зошто не е тоа направено? Заради некои повисоки интереси, почитуван колега Васовик напишале тука ве пуштаат да кажат дека тече некои не, запрашајте, да ги запрашате да ви одговорат зошто не е дочистена Црна, сите 5 општини платија пари од Новомирскиот регион. Сакате фотографии? Нема да бъдат фотографии. Зборувам го надам. Инфраструктурно зборувавте како ги направите улиците, за среќа или за ваша несреќа, и пак имам некоја фотографија и пак сакам да покажам. Овие се вашите дела од инфраструктурата. Еве, оде ви толчеви и кажат своите возила. И така натам, и така натам. Јас не знам што повеќе да кажам. Јас ќе ве молам, престанете со хвалбите, влезете во реалноста, зборувајте за буџетот, зборувајте дека нема пари, кажете каде ги потрошите тие 250 милиони евра на граѓаните на општина Битола. Тоа сакам да слушам од вас. Ниеднаш не слушам. Ниту еднаш, никој не се осмели, ниту не зеде храброст, никој не кажа, ние ги потрошиме на вакви и такви инфраструктурни објекти. Намалувате средства таму каде што треба да интервенираме. Значи намалувате средства. Нема средства ниту за туризмот, кој што е двигател, ниту за овошје градина, ниту за пожарната. Се што е од интерес на граѓаните. Кажувате некој патчета. Не сакам да навлегам, доколку има може да се повторам ќе само говорница за не, и одзема многу време. Меѓутоа, сакам да предложам неколку работи, кои што сакам да влезат со ребалансот овој буџет, но постои можност. Значи нема да предлагаме капитални објекти, бидејќи немате пари. Со ребалансот на буџетот капиталните објекти се изземени и затоа нема да баратам со големи суми. Тоа приносењето на буџетот за 2017 ќе го предложам. Сега надам дека идната наша власт тоа ќе го реализира. Сега само неколку малечки, да речем, амандманчина. Само на секунда, извини ме. Пите нешто би алармира проблем со техниката. Ајде, така ќе ќе направиме мала пауза, нешто со мислат. Добро, значи барам 1.500.000 денари за реконструкција на улички и патишта во село Долно Ризари и во село Караман. Барам 1 милион денари за стадионот во село Лавци, реконструкција, адаптација, ставање во потреба, затоа што навистина имаме една таква потреба граѓаните на општина Битола. И барам една поголема сума, доколку може да се одели 150.000 евра во денарска противвредност за 2 возила за јавното предпријатие Комуналец. Не се работи за огромни, значи од овие помалите возила кои што го земаат сметот, кои што се расходовани и она кои што влегува како смет тече по улиците на општина Битола. Предлагам, затоа што е во интерес на граѓаните на општина Битола. Мислам дека ќе најдеме разбирање дека ова треба да Значи само